Почитувани гледачи, уште една емисија Отворено студио на телевизија Сонце. Денеска не сме во просториите и во студиото на телевизија Сонце, туку решивме да излеземе малку надвор од студиото на телевизија Сонце и да дојдеме на гости кај Горан Тасковски, поранешниот македонски амбасадор во Турција, дипломат, кој што во меѓувреме и председател на партијата Македонска ера трета. Најнапред да ви посекам добар ден, добре дојдовте во телевизија Сонце. Добар ден и добре дојдовте кај нас во Македонска ера трета суверенисти. Така. Вака, на самиот почеток би сакал да ве прашам. Ја следите меѓународната политика, дипломат сте. Што е она што се случува во моментов на светската политичка сцена и начинот на кој што Доналд Трамп го започна неговиот втор мандат? Така. Значи, во светот се случува една голема реорганизација, да речеме, каде што во заеднички напор со останатите светски лидери кои се наклонети кон суверенизмот, веќе работат на тоа да се врати светот во некоја нормала. Што значи тоа? Тоа значи да се елиминираат досегашните политики на пореметеност, каде што не постоеле вредности и се уште не постојат, се додека не заврши овој цел процес, и каде што нормалното беше ненормално. Во овој, да речеме, мандат на Трамп нема да биде толку наивен како првиот мандат, каде што, верувајте, во теке она големото обновување на светот, каде што ќе се вратат вредностите, принципите, меѓусебното почитување на луѓето, и каде што на некој начин ќе почнеме да живееме еден свет каде што Господ рекол дека треба да биде вака, а не да биде како што беше досега со глобалистите кои во овој, да речеме, долг период на владење едноставно се што вредеше на светот се обидува да го уништат и да го минимизират човекот, за да биде на некој начин како робот, за да можат да го владеат и да можат нивните пореметени стратегии, пореметени проекти, бидејќи најверојатно му било досадно, не знаеле што да прават, и со пари, и со се што имат, сите луксузи што ги имат, па почнале да експериментират и со болести, и за жал, и нашите деца уште од рана возраст во тие градинки, каде што не се знаело дали е машкото машко, женското женско, каде што ги променувале улогите и на крајот не било ни битно што се, туку да се раководат слободно како што сакат тие, без да се почитуваат природните појави во светот. Тоа е првиот подпис кој што го стави Трамп. Тоа беше за забрана на ЛГБТ популацијата, односно кратење на сите финансиски средства за ЛГБТ популацијата. Она што мене ме интересира е и неговата меѓународна политика. Вети дека за многу кратко време ќе стави крај на војната помеѓу Русија и Украина. Според неговите напори, тоа треба да биде крајот на мај. Како ја оценувате неговата надворешна политика во моментов во сегментот на желбата да се стави крај на конфликтот или војната помеѓу Русија и Украина? Па како што можеме сите да насетиме, или оние, да речеме, што следат подлабоко меѓународната политика или политиката на председателот Трамп, тој вложува огромни напори за да создаде некој мир во светот што ќе биде долготраен. Тој не е пожарникар, според мене, да гаси пожари, па ако започне пак некој пожар, па пак ќе се занимава со тоа. Мислам дека во фаза е на ставање на крај на сите недоразбирања, да речем, или војни измислени. Тука мислам дека се во добра корелација со председателот Путин и со многу други истомисленици и од арапскиот свет и од Азија, каде што вложуваат максимални напори за таа вештачка, според мене, војна или судир или конфликт, како и да го наречеме, да прекини. Мислам дека знаат што треба да направат,
знаат кога да го направат и знаат како ќе биде крајниот резултат. Но мислам дека сега се во фаза на прилагодување на ситуацијата, на тој нивен план за ставање на крај на тој конфликт. И како што кажавте, до големиот собир во Москва за означување или одбележување на 80 годишницата, мислам беше од поразот на фашистите, до тогаш дека ќе заврши овој цел процес на смирување на ситуацијата и поставување на новите правила за раководење со светот, нормално што ќе биде суверенистички правец. Што се случува со неговата економска надворешна политика? Направи хаос на светските берзи со воведувањето на царини, па потоа на дел од земјите ги намали за 90%. Тоа не е дипломатски според речникот на дипломатијата. Тоа беше премногу директно. Која беше реално неговата цел? Вака, за да светот се стави во еден колосек, каде што, како што кажав на почеток, има вредностите ќе се вратат и меѓусебното почитување, мора да има драматични, драстични проекти или стратегии за администрацијата на Трамп и сите негови сојузници да ги стават глобалистите во колосек. Како тоа ќе го направат? Значи, прво мора да ги разнишат, да ги размрдат, да им се заканат на овој начин, да речеме и со царините, да им покажат кои се сега газди, да им покажат дека како досега не може да биде. Според мене не се толку битни царините како бројки, туку пораката која сака Трамп да им на некој начин прати нив, за да се освестат и да си признат прво пред самите себе дека досегашното не важи. Значи сега важи другото, а тоа другото е нормалното. Барем според она што знаевме порано, какви, да речеме, стратегии, какви политики имаше во светот на меѓусебно почитување и за мене она што е пореметено најмногу со Европска унија, согласање, некој да ми каже мене дали сум македонец или не сум македонец. Значи согласање не според факти историски или не знам какви други, туку согласање во Европскиот парламент или на нивните таму форуми, дали Гоце Делчев бил македонец, марсовец, бугарин, грк и не знам што. Не, каде се фактите. Тоа е она што треба да се поништи, да се уништи, да се ликвидира. Како ќе ги ставиш тие работи на место, тоа е преку вакви мерки како што прави Трамп. Значи, му докаже дека има мојк да направи што сака. Значи, сега, според мене, тие држави или тие државници или председатели или што и да се во тие држави сватија состојбата. Трамп не отиде до крај со неговите царини, бидејќи им дава малку простор за тие навистина ова сето да го прифатат, да го процесират и на крајот да кажат добро, ајде сега ќе играме по новите светски правила, ќе бидеме мирни и ќе го спроведиме она што е добро пред се за народите, за државите, а не за некоја си група глобалистичка која сака да раководи со светот и да си игра играчки. Сите овие пораки кои што подсвесно може да се разберат или оние дипломатски пораки кои што се помеѓу Зеленски и Путин, па при моментот на менување на вокабуларот на Трамп, мислам тој е некако познат дека многу често знае да го смени вокабуларот и да направи интересна приказна, но наеднаш со неговиот став дека Украина е таа која ја испровоцирала Русија да ја започне војната, а при тоа нема сила да се врати назад во нормала, некако како да ги погоди украинците во целата приказна и го разниша тој договор за помош на Америка кон Украина. Вака, значи мора да прифатиме дека досега ниедна држава не била суверена. Било каде да била, дали била во Европска унија, дали била од арапските држави, од Јужна Америка и така натаму, или африканските. Значи, во овој глобалистички свет досега што владееше, ниедна држава не беше суверена, па ниту Македонија, ниту Украина.
Овај судир не е личен судир меѓу украинци и руси. Значи, Трамп знае кој сето тоа го направи, кој го на некој начин запали огнот за да има таков судир. Оние джентелменски договори меѓу Русија и Америка, што беа докаде треба да оди НАТО, значи докаде може да се шири НАТО, која е границата и така натаму. За жал од страна на НАТО и од западниот свет и од Америка, да речеме во времето на глобалистичка Америка, тие джентелменски договори не беа никако спроведени од страна на западниот свет. И нормално нивните лични интереси во Украина, дали то било преку тие лаборатории, дали било поради минералите, богатствата што ги има Украина и така натаму, значи направија ситуации за целосно да биде совладана Украина од страна на Бајденовата администрација или на глобалистичкиот свет, и на некој начин не презедува државата и почнаа да си работат таму тоа што мислеа дека за нив е добро или што за нив е голем бенефит. Нормално некој да ти дојде дома, да сака да ти земи од твоето, да сака да те уништи, да сака да ја поремети твојата држава на секој можен начин, нормално дека ти ќе се браниш. Бидејќи на крајот од краиштата не се работи само за тие материјални придобивки, материјалното, туку се работи и за духовното. Значи, тука се навлезени многу и ритуали, да речеме, и црни работи што се случуваат во светот, каде што се злоупотребуваат и деца и така натаму, и човекови органи. Значи, не се работи само придобивка од богатства што има Украина, туку тука се работи и за да речеме, она црна магија или она сатанизмот што ги има во светот, што за жал во последниот период многу се практикува и тие работи не одминуваат и Македонија. Гледаме и во Македонија што се случува. Значи, не е тоа ништо случајно и тоа зло мора што побрзо да го нема. Значи, судирот е во рамките, во границите на ова што го кажав. Значи, не е судир за земја, не е судир меѓу поради тоа што имало некое непријателство меѓу Русија и Украина, туку судирот е меѓу Русија и пореметените барање или стратегии, проекти, или на крајот од краиштата може да кажеме дека тие се и експерименти што се одвивале од тој крај од светот. И нормално дека и јас да сум и вие да сте и други да се дека ќе си го бранат своето, сопствениот дом и сопствениот народ. Што може да очекуваме во оваа глобална приказна? Трговската војна меѓу Русија и Кина се заострува, царините одат нагоре, плафонски се, дури до 245%. Таа трговска војна нема да донесе добро ниту за Кина, ниту за Соединетите Американски држави. Повторно, не е некој дипломатски потек кој што е за очекување, но што може да очекуваме во светот, бидејќи досега некако според некои аналитичари западни светот бил монополизиран. Така. А сега доаѓаме до позиција на некоја биполарна приказна, а чекорите кои што ги прави Америка се само чекори со кои што сака да ја засили низината позиција во моментов и во периодот што следува по рекомпонирање на приказната во светот. Значи, тоа е очекувано дека таквите работи ќе бидат се повеќе видливи, бидејќи Трамп и во првиот мандат се обиде да ја направи Америка повторно величествена или great, така? Но тогаш беше малку понеискусен и однатре го ископаја за да падне во дупка. Но сега, мислам вториот пат, од тие грешки тој научи многу и веќе се спреми добро. Она што се случува со Кина, а и со останатиот дел од светот во врска со тие трговската војна, да речеме, мислам дека ќе трае многу кратко и дека многу наскоро ќе има и договори и со Кина и со сите останати во светот, или според мене нема да има никакви даноци, нема да има никакви царини, нема да има никакви
можности за да има судир меѓу едните и другите, барем во врска со трговијата и слободен проток на луѓе и на добра. Повторно ќе кажам, тоа е само едно позиционирање. Значи, Доналд Трамп е суверенист. Целта негова е сите држави да станат суверени. Значи, сами да се раководат. Значи, не да им кажуваат од надвор какви политики треба да имат дома или какви политики Македонија треба да има кон Русија, кон Европската Унија, кон Грција, кон Бугарија, кон арапскиот свет. Самите држави треба тоа да си го регулираат и сами да имат собствена политика за се. Ова е фаза за прво поставување на суверенистичките темели во светот, што е оправдано според мене, ставање на светот во една рамка каде што ќе се владеи како што треба, каде што ќе бидат елиминирани и митото, и корупцијата, и дрогата, и се друго што носи негативности во овој свет. И пото секоја држава да се раководи како што сака. Сега што го прави Трамп е како еден пример да му покажи на светот како секоја држава треба да се бори за себе. Неговата порака е многу јасна за оние што сакат да ја видат, а не што се слепи покрај тоа што се гледа како ден. Како во Македонија се уште не убедуваат во некои работи, оние аналитичари што ги викат по телевизиите, да ни кажат, да ни се уште не убедуваат дека нема ништо да се смени, се ќе биде како досега и така натаму, а сите гледаме дека не е така, дека веќе светот оди во еден нов, подобар правец. Конкретно, значи, мислам дека таа војна трговска или со тие царини и даноци, дека ќе заврши многу брзо, ќе се постави новиот свет како што треба да биде, суверенистички да биде, секоја држава да си биде своја на своето, и потоа ќе бидат елиминирани тие сите досегашни појави, и на тој начин очекувам, бидејќи информациите се такви, да почне да владее мир во светот и да почнат сите луѓе во сопствените држави да живеат, а не како во Македонија и на Балканот и можеби пошироко. Не знаеме што ќе се случи утре, немаме сигурност за по 2 сати, не знаеме дали ќе има работа, дали ќе има плата, дали сме сигурни таму кај што одиме и така натаму и така натаму. Значи, пред се тие вредности мора да се вратат, тој корен, значи тој темел мора да ги има секоја држава и верувајте кој ќе имаме еден таков свет, нема да има ни спорови меѓу Македонија и Грција, Македонија, Бугарија, Македонија, Албанија или било кои други меѓусебно. Мислам дека ќе се елиминираат тие несогласности, кога ќе имаме мир, кога сите ќе имаме тоа што ни треба, дека нема да се занимаваме ниту ние, ниту другите со таквите појави. Се случи една многу интересна приказна на самиот почеток од владењето на Трамп, кога Европската Унија одлучи да даде поддршка за Украина, но таму не беа сите членки на Европската Унија. Сигурно се сеќавате на тој настан, каде што беа Британија, Франција, Германија најсилните, но голем дел од земјите од истокот не беа присутни на тој состанок. Значи беше една Хрватска отфрлена, Унгарија веќе од подамна не и така натаму, Словачка, Бугарија. Каква порака беше таа од страна на Европската Унија? Дали тие се тие кои што понатаму ќе продолжат со поддршката на Украина и имаат желба да развојат војната, или пак беше порака кон Соединетите Американски држави дека тие ќе им бидат нему пандан? Мислам дека тука се две работи што на некој начин ги видовме. Или две пораки. Првата порака е тоа дека во Европска Унија, во ваква Европска Унија, дека не се сите еднакви и дека не тежат сите исто. Бидејќи ако беше Европска Унија она што треба да биде и што беше предвидено да биде, тогаш немаше да има ваква појава. Но сите знаеме, повторно ќе кажам, оние што сакаме да видиме и што следиме, дека Европска Унија де факто и не функционира или не е како да кажам, она што е предвидено да биде. Европска Унија е во фаза на распаѓање.
првата порака беше дека стара Европска Унија сме ние овде, што сме собрани на тој состанок. И дека ние сме тие што понатаму ќе бидиме на некој начин тие што ќе воведуваат новата стратегија за Европска Унија или што е направија новата стратегија за Европска Унија и дека во таа нова Европска Унија или старите членки на Европска Унија, првите, имаме своји политики и свој начин на работа. Останатите кои не беа предвидени или поканети да бидат, пораката е многу едноставна, дека вие сте проформа само членки овде, значи вие не ни требате, ништо од кај нас не вреди и дека можете да си продолжите по својот пат. Зошто тоа го направија? Поради тоа што во многу европски држави или членки на Европска Унија, веќе нивните лидери, дали се председатели или премиери, веќе јавно кажуваат дека не се согласуваат со политиките на официјална Европска Унија и дека имаат билатерални на некој начин спогодби или контакти и со Русија и со останатиот дел од светот, што е повеќе суверенистички отколку што е глобалистички. Тука е една Унгарија, тука е не Полска, Словачка, тука е Словачка, а во поново време сега АФД гледаме во Германија што се случува и со АФД. Веќе на најновата анкета АФД веќе води и во Германија. Пред сите останати досегашни власти или партии кои биле на власт. Значи, се менуваат работите, особено во источниот дел на Европската Унија, каде што мислам дека се будат тие држави, народите се будат, дека не може некој да кажува за нив. Значи, секој мора да си кажи за себе. Значи, таа беше она порака според мене што е пренесена и му даде на некој начин до знаење дека мора секој да си го бара чарето. Бидејќи ваква Европска Унија прво нема да постои повеќе, според сите информации што ги добиваме, дека ќе има прекројување и на Европската Унија, може да се подели како што е кажано и на 3. И то 3 значи стара Европска Унија, тие што беа собрани на состанокот, нова Европска Унија, тие што не беа собрани и овој нашиот дел тука, дел сме во Европска Унија, дел не сме во Европска Унија од Балканот, ќе биде третата Европска Унија, каде што заеднички би настапиле понатаму за да спроведиме оно што треба да се спроведи за конечно и Балканот да има живот. Следното прашање ми е Германија-Франција. Новиот кандидат за канцелар на Германија истакна дека ќе биде против проширувањето на Европската Унија доколку Европската Унија не го смени начинот на однесување и носење одлуки. Не знам дали ја следевте таа негова изјава. Од друга страна, Емануел Макрон се спротивстави на таа негова изјава. Се појавува едно различно гледање на политиките за проширување на Европската Унија од страна на новиот германски канцелар. Дали, според вас, ова подразбира дека Германија сака да се го врати приматот во Европската Унија кој што го загуби од Франција? Да, значи Германија, за жал, не само политички, туку и економски почнува да тони. Значи Германија не е тоа што била некогаш, особено како што кажавте и како лидер во Европската Унија, или ако не е лидер, туку на некој ниво заедно со Франција. Но во последно време, поради многу несогласување и негативни појави во Германија, Франција веќе го зеде тој примат како лидер на Европската Унија и мислам дека тоа им пречи на многу германци, бидејќи тие не се научени за да бидат втори, тие и во спортот и секаде каде што одат мора да бидат први и играат до 99-та минута, дури не стават гол. Истото и тука, но мислам дека претходниот канцелар, мислам така ги викат во Германија, толку залута во она што го работеше во политичкиот дел, што вредностите што ги имаше Германија, што ги поседуваше, веќе се изгубија
Мислам дека влезе во тој круг на глобалисти, каде што и тој беше контролиран од некој друг центар. И поради тие причини, неговата моќ беше многу мала и мислам и харизмата што имаше и ставовите што ги имаше веќе не беа ценети од никој, значи тој не можеше да биде Меркел. И тука мислам дека Германија падна многу. И дори во некои кажување, можеби и Германија ќе биде таа прва од сегашната Европска унија што ќе си ја врати марката како валута. Значи и таа опција е на маса, но мислам дека ако многу наскоро не се договорат внатре во таа, да речам, стара Европска унија, како што ја нареков, Франција, Германија и тој крај Шпанија и така натаму, дека и тука може да има некој проблем, но мислам дека на крајот дека ќе се усогласат и кога и да е мора да има некоја си средба или подлабока анализа меѓу Франција и Германија за да го надминат сето тоа, бидејќи нивното несогласување најмногу ќе страдат тие европски држави што се околу нив, бидејќи останатиот дел од Европска унија веќе си бара нови патишта. Дури еве ние како партија бевме и на БРИКС самитот во Казан, Русија, и ние знаеме што нуди БРИКС и знаеме дека тој е излезот не само за Македонија, туку и за многу други европски земји и членки на Европска унија. И мислам дека наскоро ќе почне еден таков процес, а Македонија мислам дека единствената алтернатива за да имаме успех и како македонци, и како Македонија со македонска историја и така натаму е БРИКС, бидејќи таму нема услови. Ние таму бевме македонци од Македонија и веќе на некој начин можам да кажам дека таму и не караа од другите држави што сте толку наивни и се уште со главата во зид одите за во Европска унија. Прво, не ве сакаат, а како второ нема никогаш да бидете дел од тоа. Вашето место е тука. Што се случува со последниот договор? Хрватска, Босна, Албанија и Косово, кој што го подпиша неодамна пред околу недела дена за заедничка соработа. Хрватска е членка на Европската унија. Каква пак сега таа порака носи? Како што кажав, значи сега сите се позиционират. Тој воен сојуз, во наводници да речам, за мене лично е многу смешен. И не знам, значи, целта која му е, против кој ќе војуваат и зашто ќе војуваат и така натаму и така натаму. Кога и Албанија и Хрватска се дел од НАТО. Косово ниту го рачунам за држава, бидејќи каде и да е и тоа ќе биде ликвидирано на некој начин во новиот светски поредок, но се обидува и пред ден-два и Бугарија да ја вовлечат во тој сојуз. Веднаш стигна демант од бугарската страна, како контра на тој сојуз, па се подпиша сојуз меѓу Унгарија и Србија. Значи, мислам дека е тоа класично позиционирање, но и едните и другите се играт држави, се играт некои си големи фактори и на Балканот и во Европа, но мислам дека наскоро со шамарите моментално што се делат од страна на Трамп, нормално во соработка со Путин, дека сите ќе се освестат многу брзо. Што се случува со уште две прашања ќе имаме и ќе завршиме, иако мислам дека можеме до утре да одиме со нашиот разговор. Ме интересира што се случува со последните најави за апсења од неколку американски држави, ќе мислам 12, против челниците на Светската здравствена организација. Фаучи е земен на пик уште неколкумина, кој што во време на ковидот инсистира луѓето да се вакцинираат, а ваму студиите покажаа дека не е тоа во ред. И како тоа ќе влијае на целокупната Светска здравствена организација, бидејќи гледаме дека Соединетите држави ги прекинаа донациите во СЗО и излегоа од договорот за зелениот. И од организацијата и од зелениот договор. Така. Како што кажав, значи глобализмот е пореметена работа. Значи сите овие години и овој период наназад
светот го вртеше лаги, експерименти, измислени болести, измислени вакцини и така натаму и така натаму. Експерименти од висока категорија, каде што сите ние, како жители на планетата, бевме експеримент. Доказите за тоа дека сето тоа било фиктивно, фантомски, виртуелно, ги имат во Америка, ги има Трамп, сега Кенеди, што е задолжен за таа работа, наскоро ќе излези со конкретни податоци, каде што според она што го знаеме ние, дека сите ќе видиме на некој начин зачудени од она што ќе ни биде презентирано. На кој начин воделе експерименти со луѓе, на кој начин сакале да вметнат во нас, во нашиот организам, работи што и тие не биле сигурни што е тоа. Сакале да видат како ќе се реагира, сакале да видат како луѓето ќе се однесуваат кон тоа што ќе го примат и така натаму и така натаму. Мислам дека таа е една голема трагедија што не смееме или и ние како жители на оваа планета, а особено сега администрацијата на Трамп како една водечка сила, да дозволи тоа да помени туку така. Значи, последици мора да има, одговорност мора да има, а и ќе има, бидејќи само со излегувањето на Трамп од Светската здравствена организација беше доволен доказ и доволна порака што таму се случувало. Еве, ние како суверенисти не сме вакцинирани. Мислам дека таа е една голема среќа, еве јас лично, што не паднав под тоа влијание, бидејќи на крајот од краиштата како суверени, како суверенисти, сами одлучуваме дали сакаме или не сакаме нештото да го направиме, а во овој случај со вакцините бевме на некој начин приморани или со закани и со други стратегии за да се вакцинираме. Ке не бркат од работа, не можеме да одиме ни вамо, ни тамо, никаде, па маски носење и така натаму и така натаму. Значи, не само Светската здравствена организација што треба да има последици, туку треба да имаат последици сите нивни играчи, пипци, низ цел свет. И во Македонија, и во останатите држави имаше нивни извршители на таа наредба. Многу наши македонци заминаја кај Господ поради тоа што примиле вакцини. Многу млади луѓе имат големи проблеми здравствени со одредени органи во својот организам и така натаму и така натаму. И мислам дека тоа не сме да помени туку така. На крајот да се сврстиме малку за Македонија, за нашава држава, бидејќи меѓу другото вие сте и председател на партијата Македонска ера трета, како што ве најавив. Ваш коментар за последните случувања во нашава држава и функционирањето на самиот систем и кои се слабостите, кои што сите ги знаевме, но сега излегува на површина и како тие би требало да се изменаџираат или да се врати држава во една нормала. Пред се ние немаме систем. Значи Македонија нема систем. Македонија се раководи последните 34 години, а последните, да речеме, најмногу последните 5 до 6 години и со ова година на новата власт, како мува без глава. Од денес за утре, без стратегија, без план, без проект. Значи, нив му падна бинго на изборите. Значи, сите знаеме дека им беше помогнато за да дојдат на власт со одредени начини, со лажирање на избори или додавање на гласови, со системот на Бајден што го донесе на власт во Америка. Но тоа сето се случува поради тоа што ние не сме суверена држава. Значи, кај нас не функционират институциите, не функционира владата, не функционира парламентот, не функционира ништо, поради тоа што досега беше правилото да дојдам на власт, да се дочепам до некое место, дали тоа ќе биде министер, пратеник или директор, да земам колку што можам да земам,
знаеме каков е системот, дека друг не раководи, нема да не гонат, се ќе биде покриено како што досега се беше покриено и за трагедии, и за рамилак, и за очигледни работи. И стигна казната, за жал, требаше Македонија да плати со 62, мислам сега и уште да, 62 сме покна. Требаше да платиме со 62 и плюс возачот на амбулантата, за да видиме дека не постои систем во Македонија. Или постои само на хартија. Постои една појава каде што секој прави што сака. Никој за ништо не одговара и не обидуваат нивните стручњаци по телевизиите платени да ни кажат дека овај лист не е бел, туку е црн. Дека ова чаша не е полна, туку е празна. И за жал народот паѓа под тие влијанија или паѓаше досега под тие влијанија и ни се случија повеќе трагедии, најголемата пред еден месец, за жал. И мислам дека тука мора да одговарат сите политичари досега што раководеле со Македонија, што не успеале или не сакале да воведат систем на вредности каде што ќе функционира секоја организација, секој министерство, Министерство за внатрешни работи, за надворешни работи и така натаму, и секој да одговара според она што го има направено или што го нема направено. Тоа ќе се смени сега, многу набрзо. Сите глобалистички влади на Балканот и на свет и во светот наскоро ќе бидат отстранети. Мора тие да си одат, поради тоа што го пореметија народот, го пореметија светот, значи ги згаснаја животите на млади луѓе. И тие мора да си одат, мора да дојдат нови лица, суверени лица, лица кои знаат и умеат, и конечно најдобрите кадри што ги има Македонија и во земјата и надвор од татковината да ги повика, да ги обедини и да им дадеме на тие луѓе да раководат со Македонија, и за многу кратко време Македонија ќе биде на чело не само на Балканот, туку и пошироко, бидејќи Македонија ги има сите предиспозиции, сите богатства и природни и секакви, за да биде држава за почит и што може да граѓаните или македонците да живеат пристоен живот, да не речеме и богат живот. Значи, тоа го предвидуваме дека ќе се случи многу набрзо, бидејќи ова сега е неодржливо, а имаме и суверенистичка светска власт моментално, каде што и Путин и Трамп се суверенисти и веќе договорат како најдобро да се раководи со светот, и Македонија мора да биде дел од тој свет. Ние како македонска ера трета суверенисти имаме блиски контакти и со едната администрација и со другата администрација. Ние знаеме што ќе се случи и знаеме како треба што и како треба да се случи во Македонија, за да навистина Македонија биде она што треба, а не да биде поле за подкусурување на едните или на другите, или на вршење на некаков експеримент. Јас благодарам на одвоеното време. Дојдовме кај вас на гости, за да не бидете гостин во телевизија Сонце, гостин во мојата емисија. Благодарам на одвоеното време, ќе продолжиме и понатаму да комуницираме, остануваме во комуникација и се надевам на успешна соработка понатаму. Јас ви благодарам многу, добре дојдете уште еднаш во нашиот дом, партиски да речеме. Јас стојам на располагање, и јас лично и Македонска ера трета суверенисти, заеднички со сите медиуми, со сите политички партии кои навистина ја сакат Македонија, бидејќи сите не ја сакаат, да се обединиме, да се здружиме, да ги повикаме и нашите од надвор и селеништвото и да ги собериме сите најдобри што ги имаме во Македонија и конечно да направиме држава. Почитувани гледачи, благодарам и вас на вниманието. Останете понатаму на фреквенцијата на телевизија Сонце.